На 14 ноември беше отворена изложбата Стопен град во Чифте Амам од професор Игор Сековски, магистар по ликовни уметности. Разговараме со авторот на изложбата Стопен град, професорот Игор Сековски. Професоре, добро утро. Честитки за оваа прекрасна изложба насловена како Стопен град. Поставена е во преубавиот простор на Чифте Амам. Трае до 27 ноември. Имаат се уште можност гледачите да ја посетат и да ја видат оваа прекрасна, навистина и не секојдневна изложба Стопен град. Зошто се вика Стопен град? Зошто? Последниот период, може би десетини повеќе години, јас го третирам градот како тема во моите дела. Дали се тоа од еколошки, од политички, од урбанистички, од социолошки аспект. И конкретно во овој случај, во ова дело, го третирам оној еколошки момент, каде што градот под влијание на климатските промени, кои што се поголеми во изминатите во годините што поминаа и што доаѓаат, се претпоставки дека ќе бидат уште поголеми тие климатски промени и ќе влијаат на градовите во кои што ние живееме. Зошто Стопен град? Го третира ефектот на тропски остров, ефект кој што се јавува во големите градови, конкретно во летните периоди, придонесено од големата урбанизација, преголемиот градски сообраќај, уништувањето на зелените површини, се помалку на зелени површини во градовите и се појавува користењето за време на летните периоди на климатизацијата, која што топлината од нашите доми ја изфрла повторно надвор, така да тие температури се зголемуваат за време на летниот период и влијаат врз животот на градот како еден жив организам во кој што луѓето живеат. Овие климатски промени многу научници предвидуваат дека ќе бидат, како што кажав, се поголеми и ќе влијаат на нашиот живот. Затоа свеста кај луѓето треба да се променува низ во иднина. Мислам дека тоа треба што побрзо, за да ги спречиме овие климатски промени кои што влијаат врз нас и врз нашето живење. Ова изложба има навистина посебна интересна техника, како што кажав. Ќе ни кажете како е работена и колку време изработувавте? Материјал кој го користев за изложбата е парафински восок, кој што е податлив за изложбата која што сакав да ја направам, која што ја направив, односно материјал кој што реагира на температурни, дури мали температурни разлики. Всушност е дело кое што треба да биде еден процес од поставката и постојано се менува поради тие температурни разлики кои што влијаат врз самиот материјал. Така да од почетокот до крајот ќе имаме промени на формите кои што на објектите кои што се направени. Колку време работевте вие? Експериментите почна уште за време на пролетта, преку летото, така. Да кажеме дека потребна е посебни услови се потребни за оваа изложба, за да не се топи, така, Стопен град, да остане сепак, да не биде стопен. Поставен е овде во овој преубав амбиент. Кажете ми, колку време, затоа е можеби краток периодот, поради тоа што ќе се топи полека парафинот? Поентата е да се топи. Дел од идејата за изложбата е да се променува, да се гледа таа промена на градот. Тоа е, значи, поентата, идејата на самата изложба. Професоре, ви благодарам за овој разговор. Да кажеме дека уште неколку дена до следниот четврток е отворена изложбата. Ќе имаат можност сите посетители, сите заинтересирани да дојдат и да го видат ова навистина ремек дела, би кажала, Стопениот град. Ви благодарам. Ви благодарам и вас.
Доктор Ана Франговска, вие сте куратор на целиот овој проект Стопен град. Од ваш аспект да ни кажете како изгледа целата оваа изложба, бидејќи нешто ново е на нашите простори. Да, соработката со авторот Игор Сековски е долгогодишна и неговиот интерес воопшто за промените на градот, за трансформациите на градот, за животот во градот како материја сама по себе која што се менува од различни аспекти е доста интересна и карактеристична. До сега се занимавал со различни аспекти на урбанизмот, со урбаното загадување, со звучното загадување на градот, со уништувањето на природата во градот поради доминацијата на човекот, и ова е сега еден нов аспект на кој што пристапува Сековски во своето последно истражување, а тоа е исто така еколошки проблем, меѓутоа повеќе врзан со климатските промени. Интересно е затоа што ваквите типови на изложби се доста ангажирани и нивната интенција е да го искажат својот крик, да дадат еден свој критички став за состојбите кои што ги живееме. За жал сите сме свесни за климатските промени, меѓутоа ретко кој од нас се решава да превземе поголеми чекори. Некако како човечка раса се сметаме за надмени над целиот жив свет и постепено ги менуваме сите работи околу нас, свесно или несвесно, не поведувајќи сметка за последиците кои што се повеќе ни чукаат на врата. Па така да и оваа изложба е еден личен крик и едно уметничко сензорно представување на проблемот кој што треба да допре до секој еден посетител. И навистина тоа го чини, бидејќи ова не е само Скопје, ова се сите метрополи кои што се наоѓаат насекаде околу нас и во кои што живееме. Летно време, тргнувајќи од кај нас, стануваме на вистина санти лед кои што не знаеме каде да се скриеме за да се заштитиме од сонцето и од климатските промени. Па така да материјалот кој што го избира исто така специфичен, тоа е парафин, восок. Првичната интенција беше овој материјал, оваа текстура да почне сама да се деградира на природните климатски температури летно време, меѓутоа заради технички услови не беше и уметникот и јас во можност тоа да го реализираме во летниот период, и некако процесот беше дополнително проициран, да речам, со вештачко топење на парафинот, кој што како материјал е доста сличен всушност со ледот, со мразот, со тој момент на менување на агрегатната состојба и деградација всушност на формите, а сите живи организми, нели 80-90% од својот волумен содржат маса, ова содржат вода, така да и ова е уште еден пример не само за градот, туку и за сите живи организми, дека доколку не се превземе нешто, сите ќе се трансформираме во вода, затоа што природата секогаш наоѓа начин како да се спаси, како да се врати во својата првобитна состојба кога се чувствува загрозена. Бевме сведоци нели на ковид, на кој што не удри сите и не свести на некој начин, меѓутоа после откако се заврши таа приказна нели која што го нападна целиот свет, повторно се враќаме на старите навики без при тоа да поведеме сметка за ставање на работите во еден поинаков ред и за оставање на поубава планета за останатите генерации кои што навистина треба да живеат во едни подобри и похумани услови. Каква е посетеноста на изложбата? Изложбата е одлично посетена. Чифте Амамот е на преубава локација. Можеме во последните години да се пофалиме со голем број туристи кои што го посетуваат, особено овој дел од градот. А двата амами во самото срце на чаршијата се исклучително атрактивни за туристите и за посетителите, особено што тие се еден спој на старото и новото, на нели старата отоманска архитектура со новите современи уметнички содржини кои што ние ги нудиме, дали е постојаната поставка вода од пашењето Амам или пак ретроспективни изложби или пак вакви индивидуални концептуални изложби кои што ги отвараме во Чифте Амамот, така да навистина интересот е голем и посетеноста е голема.